Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за заспи ако можеш со Драган Милосављевиќ и Горан Момировски. Вечерва нема занимаваме со нашите вообичаени активности, односно со политика, економија, криминал и корупција. Нема занимаваме со криминал и корупција, Горан. Некој ќе рече, доста беше со криминал и корупција. Вечер разборуваме на една сосема поинаква тема, исклучително интересна, исклучително важна за оно што сака да слуша, именно за генетика. Генетика, велам, дами и господа, наука која што последниве децении и особено последните години доживеа бум во светски рамки, а веројатно на сите ви е позната поради познатите американски серии од рангот на ЦСИ Мајами, ЦСИ Њујорк, ЦСИ Бостон и така натаму, каде што американските детективи со помош на форензика, со помош на генетски елементи докажуваат разноразни до тогаш неразјаснети случаи, дури некои невозможни. Се разбира, тоа е Холивуд, тоа е филм, тоа е трилер, меѓутоа што ако ви кажеме дека македонски научник генетичар е дел од вистинска трилер приказна, вистински случај со кој што во Австралија беше докажано дека една жена која што е обвинета за практично убиство на своите 4 мали деца, сега се наоѓа на слобода затоа што со помош на генетика беше докажано дека таа не е виновна. Ке разговараме многу за овој случај, ке разговараме, се разбира, на други теми поврзани со генетиката, бидејќи сите сигурно многу ги интересира, особено во периодов кога многу минанели сакаат да го докажат своето потекло од овој или оној, на ваков или онаков начин, но да не лажам многу, со нас е докторот Тодор Арсов. Добра вечер. Добра вечер. Да. За тие што Добро ден, само доктор и професор, значи на Универзитетот медицинскиот факултет во Штип. Но и долго време работевте во Скопје на Институтот за имунологија, чинам. Така е. Јас прво ви благодарам за поканата да бидам гостин вечерва во вашата емисија. Ќе зборуваме на оваа интересна тема и мислам ќе дадеме контекст на еден невообичаен однос или сложен однос кој што еве го има науката со правосудниот систем, како што се случи во овој случај. Но пред тоа сакам да кажам дека ми представува особено задоволство и чест еве да седам во ова столче вечерва во вашата емисија која што ја гледам многу редовно и ми е една од омилените. А ова што викаат англичаните humbled, се чувствувам скромно да седам во столчето вистина каде што седеле некои од нашиве видни, тука сте имале и научници и луѓе од разни проминиенции кои што кажувале интересни работи. Ако морам да издвојам и сакам да издвојам, тоа се овој амбасадорот Ристо Никовски и професорката Гордана Силјановска, мислам ми се луѓе од кои што вистина нешто сум научил за теми кои што не ми се во професијата, ама кои што ми се интересни, да кажам, па еве сум во ова истото столче и ова нешто сакам да го кажам, така. Благодарам. Инаку точно е, да, јас сум професор по генетика на Факултетот за медицински науки, го викаме во Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Веќе една година, по 1 година и пол-две во Институтот за имунологија на Медицинскиот факултет во Скопје. Да. Ова е скромниот дел од приказната и професорот практично се задржува во таа линија, меѓутоа ние треба да кажеме, значи, дека Тодор Арсов откако завршил медицина во Скопје, потоа и магистрирал, докторските студии ги завршил во Австралија на Националниот универзитет, а потоа бил на постдокторски студии за многумина недофатниот Стенфорд, тоа е еден од топ 3 универзитети во светот. Чисто да разбиеме скромноста на докторот. Многу често и прв на листата. Многу често и прв на листата, бидејќи нели ние имаме овдека во случајов и од Харвард луѓе од секаде, но тоа е друга тема. Професоре, докторе, нема да ми земете за зло како ќе ви се обраќаме. Значи, вие сте дел од случај кој што последниви денови многу ја разбранува светската јавност. Тоа е многу интересно, секаде се појави на CNN, на BBC, на NBC, на Fox. Бројте се Associated Press, нема каде. Сите зборуваа за тоа. Што може пластично објаснето и најбрзо што може, известна господја која што се вика Кетлин Фолбик, жена од Австралија, некаде во рокот 10 години, од 1989 до 1999 година, раѓа 4 деца, сите 4 деца на многу мала возраст, од неколку дена до неколку месеци починуваат,
После четвртиот случај, таа е обвинета дека ги убила сопствените деца, веројатно ги задушила, и за тоа добива 40 годишна затворска казна од Австралија. Сега, и Австралија и покрај сите, да речеме, современи методи што ги поседува тамошното општество, и покрај феноменалниот правен систем, и покрај демократијата која што тамо постои, се покажува дека оваа жена ја осудило тоа општество и тој суд без да ги земе во обзир сите можни докази кои што стоеле на располагање. Можеби во тој момент не, меѓутоа понатаму се докажува нешто друго. Таа е осудена во 2003 година, 2023 година, после 20 години во затвор, излегува. Меѓутоа, за случајот во кој што таа е обвината и осудена да добие поинаков тек, се заслужни, заедно со уште неколкумина научници од Австралија и вие. Значи, некаде процесот кој што ја променува целата приказна започнува во 2018 година. Па, да, ние бевме контактирани значи во тоа време јас се уште работам во Австралискиот национален универзитет во Камбера, лоциран, инаку јас живеам во тој период во Сиднеј. Работам во групата за персонализирана лична имунологија, која што се занимава со новите геномни технологии, секвенционирање на цел геном, екзом, да речеме, за цел идентификација на механизмите кои што водат воглавно до имунолошки и други ретки болести. Во 2017 не контактираше тимот на адвокати на Катлин Фолбик, кои што го поставија прашањето дали би се нафатиле да пробаме да најдеме биолошко објаснување за смртта на децата како алтернативно објаснување на постоечкото криминално објаснување врз база на кое што Катлин е осудена. И сега многу интересно, всушност мотивацијата да се нафатиме на случајот произлезе од едно македонско семејство кое што ни беше тогаш реферирано од колешката Наташа Алуловска од клиниката за детски болести во Скопје. Тоа е семејство во кое што, верували или не, 4 бебиња едно по друго умираат во период од неколку години во рана доенечка новороденечка возраст од мистериозна болест која што се манифестира, мислам приказната е во известна смисла малку поинаква, меѓутоа феноменот на повеќе кратен смртен исход во едно семејство во многу рана новороденечка возраст заради генетска болест ни беше пред очи заради ова македонско семејство. И кога разговаравме, кога ги разгледувавме околностите и податоците што ги имавме околу тоа што се случило, некако ни беше многу жив македонскиот случај и се рековме, види, ова е веројатно нешто слично, ќе пробаме. Така се нафативме во 2017 година. Се разбира дека тие постапки траат многу долго, особено со оглед на фактот што ова не беше стандардно сценарио во кое што иницијално ни беше на дофат биолошкиот материјал од сите учесници во настанот, значи ние бевме ограничени со пристапот до мајката, тоест Катлин. Сметавме дека со секвенционирање и анализа на нејзиниот геном можеме да добиеме некаква насока кон тоа што евентуално би можело да биде причина за смртниот исход во рана новороденечка возраст кај децата. Пред да одам понатаму, можеби само би кажал дека оригиналната пресуда на Австралискиот суд во 2003 година воглавно се базира на две нешта. Едното нешто е реткоста на настанот и второто нешто се записите на Катлин Фолбик во нејзините лични дневници. Значи не постои директно сведоштво од сведок што видел таа како ги убива децата, не постои некаков материјален доказ дека туку имаме 4 деца кои што починуваат во текот на годините и мајка која што врз база на индиректни заклучоци се доведува во врска со нивното умирање. Па видете, да, за мене и денес кога размислувам за случајот и кога ги читам белешките и така натаму, но и кога ги слушам емисиите сега, например, документарни што излегуваат од националните телевизии и други канали во Австралија, мислам дека не е дискутабилно дека тогаш пресудата е во голема мерка врз база на индиректни или посредни
докази. Значи нема директен доказ за физичко насилие, нема знаци околу устните или од внатре на слузниците, да кажеме, во колку неколку гушите со јастот мислат. И ова е мислењето на форензичарите кои што беа вклучени во вештачењето во последниве години, дека не е можно да не остави баш, особено затоа што последните две деца се малку повозрастни и имаат израснати заби, значи не е можно за балото да не остави некаков отпечаток во непцата од внатре на устните. Значи нема никаков физички доказ, нема признание, нема снимка. Нештото се базира на приказна која што е помеѓу овие две нешта. Значи едното нешто е законот на така наречениот Рој Медоу, кој што е познат во тоа време британски педијатар, кој што е сведок експерт во слични судски процеси кои што се одигруваат во Англија, каде што во едно семејство има повеќе кратен смртен исход во рана доенечка возраст, например случајот на Линди Чемберлейн и други, каде што се тие осудени, неговата математика вели дека ако во едно семејство има едно новороденче починато е трагедија, ако има две, веќе тоа е сомнително, а ако има три, тоа е убиство, освен ако не се докажа поинаку. Неговата математика се базира на погрешна примена всушност на законите на веројатноста, затоа што тој смета дека ако веројатноста во англиско семејство со средни приходи за СИДС, нели ова необјаснета смрт во рана новороденечка возраст да е 1 на 8600, дека веројатноста тоа да се случи два пати во едно семејство е 1 на 8600 по 1 на 8600, што подразбира дека двата настана се независни еден од друг и вели дека веројатноста за такво нешто е 1 на 73 милиони, односно во Англија би се случило еднаш на 100 или повеќе години. Сега знаеме дека таа математика не е точна, бидејќи тие два настани не се независни, штом во едно семејство има смртен исход, веројатноста за повторување се зголемува и заради полигенски и заради моногенски болести, како например во овој случај, како и во случајот на македонското семејство, да кажеме. Значи ова е сепак теорија и врз основа на таа теорија, меѓутоа таа е прифатена во правната пракса во времето и понатаму дискредитирана. Низ годиниве таа е дискредитирана. Само да кажеме дека австралиското право како и англиското право е прецедентно право, каде што врз основа на претходни случаи се носат силно влија на ините одлуки. Така, правото е двојно всушност. Има нормативно право што е запишано во законот и има право кое што е искуствено право од претходни, значи како правото било применето во претходни случаи. Не може истото да се примени на два различни начина во два случаја. Така што мислам дека значи ова е дискредитирано до степен до кој што Рој Медоу всушност му се одземаат лиценците во Англија и е дискредитиран, меѓутоа и овие жени како на пример другите така наречени мајки убијци се ослободени во тие почетни 90-ти крајни 80-ти години. Тој мислам дека практикува понатаму во Америка. Значи тоа е едната околност. Другата околност се записите во дневник, од кој што од голем број на дневници се извлечени 7 или 8 реченици кои што се со особен бајас, каде што таа со пристрасност на обвинителството. Видете, таа самата се обвинува и сега тоа се интерпретациите и на актуелното вештачење, да кажеме, од страна на психијатрите, дека тоа е мајка која што жали, дека тоа е травматски посттравматичен синдром на стрес, каде што е вообичаено, мислам, нели родителот да се обвинува себе си, меѓутоа тоа не е признание на вина, значи никаде во тоа не пишува дека направила таков потек, такво направив, да. Туку себе обвинување, што вака како размислиме е па и природно. Човек што има толкава трагедија, нормално е да... И во тоа време уште, во првиот процес, мислам дека се презентирани аргументи дека не постои друг случај во светот, објавен, каде што имало, да речеме, 3 или повеќе последователни смртни исходи во едно семејство, што мислам дека понатамошни судски анализи и литература научна покажува дека всушност во тоа време веќе има едно 6 или 7 други случаи каде што има 3 до 4 смртни случаи во едно семејство заради биолошка причина. Како и да е, тоа се случува тогаш, таа е од тогаш во
затвор, во затвор со висока сигурност и заради лична заштита, бидејќи вие ја представивте како жена, еве јас би додал и мајка, во тоа време била и сопруга, меѓутоа медиумите низ овие децении ја представуваат како монструм, Како чудовиште се разбира. чудовиште, најозлогласениот серијски убиец во Австралија, така што тоа е една драматична и голема стигма што е изградена околу нејзиното име. И во тој трилер влегувате вие и тимот со кој што се работувате во Австралија во обид да проверите, не да докажете веројатно во тој момент, да проверите дали постои начин да се утврди дека причината за смртта на овие несреќни деца лежи можеби во нешто друго, во генетика, а не во насилство од страна на мајката. И доаѓате до некои неверојатни податоци, прочем. Значи, јас ја имав можноста, да кажам, да отидам неколку пати во женскиот затвор во Силвервотер, во Нов Јужен Велс, во Сиднеј. Разговарате со мајката, со Кетлин Фолк. Со Катлин, да. Во тие разговори, нели се разбира, генетиката почнува со пациентот и со историјата и со педигрето. Значи, вообичаено земаме педигре, распрашуваме околу семејството и таа самата всушност волонтираше информации дека самата има некаква историја, да кажеме, за повторувано онесвестување во текот на бременностите, како средношколка во некоја трка во базен, да кажеме, нешто што не се баш, така да кажам, вообичаени. И во затворот, да кажеме, неколку пати документирани епизоди, например, на онесвестување во туш, со повреди, например, на лицето и така натаму. Така што ни даде определена насока дека може би има всушност тука нешто. Почнавме со нејзиниот геном. Се сеќавам и ова професорката Карола Винуеса често го кажува во овие настапи на австралиска телевизија дека имавме работен викенд тој викенд, јас бев кај неа во Камбера и вака седиме во кујната на маса и таа со нејзиниот лаптоп, јас со мојот, одиме низ резултатите, да кажеме, и вака во истиот момент го подигаме погледот, во истиот момент доаѓаме до резултатот кој што укажува на тоа дека Катлин е носител всушност на потенцијално летална или смртоносна, да кажеме, патогена варијанта во својот геном, во генот CALM2. Добро, ова за гледачите не значи многу, меѓутоа значи вие од разговор со неа каде што она вели дека имала безсознание за време на пливачка трка и други ситуации, доаѓате до резултат дека таа носи во себе нешто што е можна причина за смртта на незините деца. Овака делува едноставно, ама оставам дека е... Па видите, не да, генетската диагностика во пред почетокот на емисијата Драган ме прашуваше по ова е значи револуција и ние вистина во генетиката живееме во период на геномна револуција, каде што мислам буквално секој ден учиме нешто ново и се справуваме со нов предизвик, така што доста од ова генетска диагностика е сложен процес и веќе станува и уметност во известна смисла на зборот, не е едноставно. Причините за необјаснета нагла смрт во новороденечка или доенечка возраст, така наречениот синдром SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, останува една голема енигма во медицината. Знаете, бебиња умираат, а ние не знаеме зошто. Почнуваме со примена на овие генетски тестови да разбираме дека во определен број на случаи, определен процент, се работи всушност најчесто за болести кои што се поврзани со срцето или со централниот нервен систем. Значи, или се работи за некаква генетска аритмија, болест на срцето, на срцевиот ритм, која што ќе го застане срцето и човекот, бебето или може и понатаму во текот на животот умира, или се работи за некаква дестабилизација на електричната активност на мозокот. Значи, тие се најчесто гените кои што и тоа се голем број на гени кои што се вклучени во оваа група на болести. Овие информации што ги имавме од Катлин не беа достапни претходно, да кажам, барем на нас. Структурата на педигрето исто така не беше достапна, меѓутоа ни помогна во голема мерка да го насочиме
ја насочиме анализата, затоа што знаете ние во нашиот геном имаме 6 милиарди букви, секој еден од нас, 20.000 гени, 20.000 книги кои што кажуваат како да се направи ова тело и како да работи, така што можете да замислите дека анализата на такво нешто не е тривијален. Комбинацијата од овие показатели се милиарди информации. Да, мислам, тоа се буквално милиарди информации кои што не можат да се соберат на еден хард драйв. Значи, сакам да кажам, рековте, разговараме со професорката и одеднаш се погледнуваме и доаѓаме до сознание дека сме нашле решение. Тоа претпоставувам дека се во игра огромен број на... Да, тоа е цел процес и постапка и ви кажав, неколку месеци технологијата на секвенционирање, но и анализата на геномот понатаму. Меѓутоа, на крајот на краиштата, кога ќе дојде до завршниот дел од анализата, тоа беше овој работен викенд. Да, мислам дека коинцидентно и истовремено дојдовме до одговорот. И сега во тој момент вие практично имате дел од приказната, меѓутоа логиката вели дека би требало сега да добиете генетски материјал од починатите деца, што е проблем бидејќи тие се починати години и години наназад. Да. Тие деца се закопани, дали е останато нешто од нив, а вие треба да добиете и дозвола некоја веројатно да добиете материјал од нив. Тоа е трилерот станува тука многу компликувано. Да видите, се е тоа релативно сложено, но не неможно. И тука да, мислам, човек секој пат креативното мислење помага. Значи, од веќе во тој момент мислам дека беше формално отворена истрагата и ние имавме можност да ги презентираме овие резултати, да кажеме, и врз база на тоа да договориме со обвинителството кое што го води отварањето на случајот, пристап до примероците. За жал, примероци на биолошки ткива постоја само од 2 од 4 деца. Меѓутоа, еве се досетивме на новороденечкиот скрининг. Тоа е скрининг за чести метаболни болести што се прави веднаш после раѓањето, се земаат неколку дамки крв од петата на секое бебе, секое новороденче и на таа филтерна хартија во Австралија барем филтерните картички се чуваат за секогаш. Кај нас како е? Има такво нешто? Јас не знам. Кај нас новороденечкиот скрининг функционира во многу ограничен капацитет, се скринира само за неколку болести, и картичките мислам дека не се чуваат многу долго. Мислам дека дали е тоа базирано на постоечка законска регулатива или како, меѓутоа мислам неколку години, можеби 3. Но за стеќа во Австралија тоа останува за навек. Во Австралија останува за навек и се досетивме на овие картички и можевме за дел од децата за кои што немавме биолошки ткива замрзнати и пристап, да кажеме, до ДНК на тој начин, да од овие филтерни картички продупчиме под некое мало парче од таа засушена крв и со примена на овие вистина, како да кажем, cutting edge, најсовремени технологии, да направиме амплификација на целиот геном и секвенционирање на целиот геном, за да ги добиеме резултатите за сите 4 деца. Тешкотиите во анализата особено произлегуваат од околноста кога немате биолошки материјал од двајцата родители, како што беше случајот во нашиот случај. За жал, таткото не се согласи да даде примерок и во тој смисол бевме во известна мерка ограничени и ни ја усложни, да кажам, работата. Може да прашам само дали откако е ослободена Катлин, дали нејзиниот сопруг можеби се премисли? Мислам дека се уште го има истиот став како во првиот процес кога сведочи против неа. Тој човек, иако нема докази, е убеден дека неговата жена навистина ги убила нивните деца. Не знам да ви кажам. Ова јас ми е вака индиректно од мислам нешто што се достапни на телевизија, инаку немам контакт, не знам точно што е. Да, може ли малку ќе се вратиме на науката, малку ме интересира и од човечкото во целава приказна. Навистина и пред емисијата искрено го мислам тоа и напишав една колумна на темата, нели така се договоривме да дојдете во емисијата. Мајка на 4 деца, апсолутно невиновна за ништо, ги губи сите 4 деца и на сето таа трагедија, на сето тоа мачење, би рекол, таа е обвината дека е убиец. Ме интересира со какво чувство влеговте вие во затворот во Силвер Вотер кај неа. Имавте ли вие лично предрасуди? Имавте ли, сега ве знам како човек кој што е многу позитивен, весел, многу темелен, човек кој што, нели, науката му е
ајде да наречам пред сега, многу важна работа, но и човечкото ви е важно, тоа што јас го знам. Со какво чувство влеговте кај неа? Како комунициравте со таа жена и претходно и подоцна? Ме интересира така малку повеќе детали ако може. Беше ли страв, бидејќи влегувате во затвор кај жена која што е ослогласена како масовен убиец? Да. Видете, се тоа за мене беше надреално. Знаете, тоа е една мега невообичаена ситуација. Јас никој пат во животот не сум бил ни во суд, ни во камоли во затвори, камоли во таков затвор од највисока безбедност и така, и се тоа беше нешто многу невообичаено. Видете, јас сум трениран во генетско советување и во тоа има делумно психологија, да кажам, бихевиорален тренинг, да кажам, во психологија, каде што пробав и мислам дека успеав да останам надвор од оформување на мислење, јас што мислам дека се случило, и останав до тоа да ме води науката. Јас отидов со цел да разберам што има да се разбере околу здравствената состојба на самата Катлин, на семејството, што се случило со децата, да ги земам биолошките примероци. Заради околностите на легалните процеси, никој пат после тоа не се сретнав и не разговарав со неа. Не, видовте неколку пати тама, да, така? Да, неколку пати. Јас не знаев скоро ништо за случајот. Тоа судење се случило практично во истиот месец кога јас стигам во Австралија во 2003 година за докторските студии. Веројатно се уште сум живеел без телевизор и така што јас всушност не знаев скоро ништо и мислам отидов без некаква особена предрасуда. Но тоа што ме затекна како човек, да кажеме, што сретнав жена која што беше во мир со себе и со својата ситуација. Мислам, не можев да забележам никакво чувство на лути, на огорченост, знаете, без разлика во која насока одеше разговорот, затоа што знаете, кога се зема семејна историја, разговорите се, нејзината лична семејна историја е исто така релативно сложена и така натаму. Запознав еден човек кој што беше во мир, да кажем, на некој начин со себе и со сопствената ситуација. Некој што ја прифатил својата судбина, може така да кажем? Па да, мислам дека таа изборува нешто на таа тема во разговорите со нејзината пријателка кои што се снимани во некои од документарните емисии кои што одат на австралиските телевизии. И нејзината пријателка ја опишува, бидејќи тие се од основна школа другарки, дека тоа е особа која што нема да се бунтува и да се бори, туку која што ќе остави светот да разбере дека направил грешка и да ја поправи. Баш таков човек сретнав. Имаме фотографија, не сум сигурен дека можеме сега да покажеме, не е ни важно, секој може да побара на интернет, се работи за жена вака па мојна во своји 50 години, веројатно, кој што испоред изгледот во судница делува, јас можам да кажам, баш така делува како намаџен човек, а не како тоа што се представувало за неа. Меѓутоа, сепак, ние не сме ни суди ни ништо. Битен е моментот дека вие доаѓате до неколку секвенци, велите траги од крв, кои што се оставени по заради австралиските добри закони, и во нив успевате да најдете што? Во нив успеваме да најдеме дека оваа генетска промена што сме ја нашле кај Катлин во генот CALM2 ја наследуваат две од нејзините 4 деца, двете керки. Значи, хронолошки прво се двете машки деца, Калеб и Патрик, па потоа доаѓаат Сара и Лора. Значи, Сара и Лора, двете женски деца, ја наследуваат оваа генетска промена од мајката. И сметаме дека со тоа имаме добра основа да мислиме дека има алтернативно објаснување за смртта на тие две деца. Се разбира, легалниот систем е секаде релативно конзервативен и крут и иако што ние можеби малку наивно мислевме ова е тоа и сега сигурно е ова
она што се вика во англискиот систем reasonable doubt, нели некое разумно основано сомнение, дека ова е основано сомнение, меѓутоа во првата истрага, во првиот процес кој што се случуваше во 2018, оваа слика што ја гледате од незиното сведочење во 2018 година април, се судривме со опозиција, која што мислеше поинаку. Знаете, многу... За научници опозиција или зборувате за медиуми, јавни личности? За научна опозиција. Знаете, оваа работа околу, да речем, генот CALM2 и така наречените калмодулинопатии, како генетски болести на срцето кои што го застануваат срцето е релативно нова приказна во светот на науката. Значи зборуваме можеби во тоа време за околу 80-тина, а сега околу можеби 140 случаи во интернационалниот регистар на пациенти со генетски промени во овој ген. Значи се работи за ултра ретка болест, која што ја немаат видено многу клиничари, да речеме детски кардиолози и така натаму, или не се сретнале со неа многу и од генетичарите, за да можеме да бидеме многу прецизни и многу тврди во опишувањето на клиничките манифестации, да кажеме. Состојбата е. Другиот предизвик за нас, да кажеме, беше што низ текот на првата истрага во 2018, ова беше единствен случај на планетата со генетска промена која што е засега точно таа буква во тој ген. А рековте претходно колку букви имаме во организмот? Сега да кажам тоа, значи ние имаме 20.000 книги, сега се враќаме на оваа една книга која што се вика еве CALM2. Таа книга кажува како да се направи овој протеин кој што во срцето регулира нешто околу неговата работа, околу ритмот. Кога тоа нешто не работи како што треба, срцето застанува. Оваа книга во себе има многу букви, а имаме илјадници, а имаме 130 случаи, секој од нив може би има некоја различна буква која што е, некои се повторуваат, има и почести, да кажеме, генетски промени, меѓутоа оваа генетска промена конкретно не е друг пат опишана, а бидејќи имаме 6 милиарди букви, во целиот геном, знаете, ние не можеме да сме многу сигурни што предизвикува болест, а што не предизвикува болест. Тоа е делот од предизвикот во генетската, во геномната диагностика денес, затоа што ние помеѓу себе, Горан јас и вие или Драган јас и вие, се разликуваме за секоја една од 1000 букви. Значи, околу 5 до 6 милиони букви се различни помеѓу секој еден од нас тројцата. Сега, знаете, ако собереме целата планета, скоро на секоја точка или така има определена нормална генетска варијабилност, да кажеме, во популацијата. И е извонредно тешко да се каже дали некоја промена всушност предизвикува болест или е нешто вака неутрално. Ме разбирате? Нели можеби некој е повисок, можеби некој има малку подолга коса. Ме разбирате нешто од белезите? Некој е подебел, некој е послаб, нели? Синус ритмот различно функционира. Меѓутоа, затоа постои еден меѓународен систем кој што ни овозможува да ги класифицираме генетските варијанти и нешто што особено додава поени во оценката дека една генетска промена всушност предизвикува болест е колку има други случаи кои што ја засегнуваат истата буква. Е таков случај немавме. Што е неверојатен проблем. Тоа е проблем. Мислам, имавме разни проблеми, да кажам, неве недостатокот на ДНК од другиот родител и така натаму. Болеста е супер ретка, значи Баш се одеше против вас овој случај, да. Ние не можевме да го гледаме фенотипот е болеста, како тоа нешто изгледа, како се манифестира. Супер догматски. Сите случаи што сме ги виделе до сега се над 6 години. А овие се под една година, да. Значи не е. Ме разбирате? Значи тоа можеме да го кажеме кога ќе имаме 10.000 пациенти на планетава со определена болест, ама кога имаме 100, тешка работа. Не можеме баш да знаеме, значи болеста е ултра ретка и тоа дополнително ги комплицираше работите. Се до крајот на првото, таа 2018 април, кога во литературата излегува друг случај кој што ја засегнува истата аминокиселина во тој протеин, да кажеме, во семејство во Европа, каде што исто така има 2 смртни исходи во семејството, што малку ги изголеми, да кажем, нашите позиции, да кажем, во оценката на генетската варијанта, меѓутоа, за жал,
во 2018 ова е само дел од истрагата, биолошките, да речем, основи или изнаоѓање на некаква биолошка основа за смртните исходи. Се разбира дека беше и вештачењето на незините дневници, таа беше испрашувана и така натаму. И на крајот таа истрага во 2018 заклучи дека се уште обвинението стои, односно дека нема нови докази кои што ја помрднуваат, да кажеме, нема аргументи за основа на сомнеж, да кажеме. И жената останува во затвор уште 5 години, така му доаѓа уште 5 години. Осудена на 25, инаку? Па мислам дека најмалку 25. Мислам дека нешто имаше, не можам точно да сум сигурен, но на најмалку 25 години. Би требало 40 официјално. Така мислам дека беше иницијално, па после може би нешто намалено. Да, и сега доаѓа 2023 година и австралиските правосудни органи заклучуваат дека нешто е доволно променето. Видете, ние се најдовме релативно затечени како научници од исходот од докажавте нешто, меѓутоа не го уважуваат. Бевме релативно сигурни. Сега знаете, во овој свет ништо не е 100% и изборуваме за веројатности, меѓутоа на балансот на веројатности можеби е ова извонредно ретка ситуација, затоа што вие и преска ме прашавте, Драган, а што е со другите две деца, и тоа е често прашање, и тоа беше дел од проблемот, бидејќи сите во ова беа влезени, да кажем, со некоја предрасуда дека ние треба да најдеме обединувачка генетска хипотеза, нешто што е исто кај сите 4 деца, а тоа не е сосема неопходно, односно не е можеби сосема рационален приод кон проблемот, бидејќи ние денес знаеме дека ништо не забранува во едно семејство, например, да имате и две генетски болести, и тоа не зборуваме... Две различни букви да бидат. Две различни болести, сосема во два различни гени, можеби во две различни книги. Јас можам да се сложам дека е релативно поретко, меѓутоа колку е тоа ретко во однос на реткото една мајка да убие 4 деца. Апсолутно, ме разбирате? Да. Јас знам за случаи во генетиката каде што имаме 4 изгубени деца во едно семејство, а не знам за случаи каде што една мајка убила 4 деца без никакви знаци на насилие. Кај ова жена немало ни претходно некакви настапи на наследство кон децата, немало. Нема такви. Мислам дека според ова што сум читал, што е достапно јавно, дека е окарактеризирана и од сведоците и така во првиот процес како грижлива мајка, децата се релативно гледани, ухранети и така, меѓутоа болни. Значи, двете машки деца се раѓаат со здравствени проблеми. Значи, првото машко дете, Калеб, умира на 19 дена, значи од првиот ден има проблеми со дишењето, неспособност да голта и дише во исто време, на 18-17 ден бараат медицинска помош, преку ноќ мислам дека остануваат во болница, ги отпуштаат дома. Таа една состојба што се вика мрзлив ларингс, ларингомалација, да кажеме, не е сосема уточнета, да кажем, во обдукциониот наод, меѓутоа на 19-тиот ден, 18-тиот ден, детето починува, значи го наоѓаат умрено во количката, во лулашката. Тоа е едното машко дете, каде што ја нема оваа генетска промена. Другото машко дете има историја за епилепсија, сложена енкефалопатија, сложена болест на мозокот, со она нешто што го викаме кортикално слепило и така натаму, значи нешта кои што сами по себе значително ја зголемуваат веројатноста за СИДС, односно за, да речем, условно кажано необјаснета или природна смрт, да кажеме. И како дојде сега до моментот кога дефинитивно властите во Австралија пресекоа дека... Значи, видите, ние се најдовме затечени во оваа одлука и не можевме да прифатите. Па видите, знаете, има и нешто што на крајот како научници имаме обврска да не запрете. Така на некој начин, и ние за овие наши предвидувања, да кажеме, побаравме експериментални докази. Значи, направивме соработка со водечката група во светот која што се занимава со електрофизиологија, значи со базични истражувања на овој конкретен протеин калмодулин, тие се во Данска,
професорот Майкл Тафт Овергард и Мете Најгард, значи тие ги опишуваат првите случаи на планетава пред извесен број години со оваа конкретна генетска болест и развиваат лабораторија во која што протеинот може да се синтетизира во епрувета и да се тестира дали протеинот работи како вообичаено или не работи. Во исто време го имавме овој втор случај од публикацијата каде што истата аминокиселина во протеинот е заменета на поинаков начин во европското семејство, меѓутоа тоа не насочи кон регистарот на пациенти со калмодулинопатии, кој што го води професорот Питер Шварц, тој е јужноафриканец кој што живее во Италија, во Милано, кој што го има искуството всушност, ги знае сите пациенти на планетава се собрани во еден список кој што се ги има 140 пациенти. Тој наш напор, да кажем, на изнаредната година изроди со една голема публикација што излезе во Europace, тоа е едно од водечките кардиолошки списанија, да кажеме, Оксфорд Прес го публикува, каде што во група од 27 автори од 4 земји со експерименти направени во сите 4 земји, заклучуваме дека оваа варијанта е дефинитивно патогена, бидејќи сега имаме и функционален доказ за тоа до границите на тоа што е можно да се направи во овој момент на планетава како доказ дека нештото е причина за болест. Ова е вистинско ЦС и морам да признам. Вау. Во исто време во Австралија, знаете, научната јавност ја следеше оваа приказна, вклучително и Австралиската академија на науки и уметности, и во оној свет овие работи не поминуваат незабележани и кон приказната се вклучи и други општествени, да кажеме, фактори. Така што се изроди некаква петиција која што ја подпишаа 100 водечки австралиски академици, научници, професори и од интернационалната јавност, вклучително и двајца нобеловци, кои што бараше да се даде извинување, како да кажам, помилување на Катлин, бидејќи научниците сметаат дека доказите се апсолутно во прилог на тоа дека има основана сомнеж дека таа ги убила своите деца. Што мислам дека, барем за мене, кулминантно беше кога и председателот на Австралиската академија на науки и уметности излезе јавно со мислење дека австралискиот правосуден систем не е доволно сензитивен на научните аргументации во овој случај. После што правосудниот систем го отвори се согласи уште еднаш на разгледување случајот во светлото на овие нови аргументи кои што се насобраа во меѓувреме. Ова сослушување се случуваше повторно во Сиднеј во ноември 2022 и во февруари 2023. Тој дел од наш генетика, да кажем, беше во февруари 2023, каде што се собра тим, се разбира дека имаше и опонирачки тим, друг тим, не оној оригиналниот од 2018, кој што имаше поинакви ставови, меѓутоа мислам дека овие аргументи кои што беа презентирани, заедно со аргументите од регистарот и заедно со вештачењето на дневниците кое што всушност прв пат беше направено во ова сослушување од страна на психијатри, терапевти, аналитичари и така натаму, кои што исто така заклучија во унисон, значи без издвоено мислење, дека во дневниците всушност нема признание. Има само обвинување, меѓутоа нема признание. И се тоа ставено на баланс доведе до тоа да обвинителката која што го водеше процесот заклучи дека има основа на сомнеж дека всушност ги убила Катлин Фолбик своите 4 деца и сега процедурално ова што се случува е дека неа и даваат помилување, бидејќи тоа е најбрзиот начин за да излезе од затвор, додека во позадината тече постапката во која што ќе треба да се укинат веројатно пресудите од првото судење и да се определи, предпоставувам, некаква компензација, меѓутоа бидејќи тоа може да трае со месеци, ова беше, да кажам, некое решение за таа да излезе побрзо, таа е сега на слобода и го има
се надевам дека се прилагодува на животот После 20 години. После 20 години Јас надвор. тука би имал едно прашање до вас и еден коментар пред рекламите, горе може би ќе има и плюс. Коментарот е до Горан. Замисли таа ситуација, Горан, во која што е еден неверојатно развиен систем како што е австралискиот и покрај грешките што ги направил, во кој што целото општество успева да се подигне на научно ниво и да направи пресврт во една приказна и правосуден систем кој што сигурно нема 3% доверба од јавноста, кој што очигледно грешал, потоа застанува и ја прифаќа аргументацијата, која што ја прават научниците за да го ослободат жената и направија паралелата со прекрасниот правосуден систем кај нас, реков нема да зборуваме за политика, се разбира, каде што еден човек може 10 пати да менува свој исказ и покрај тоа да бидат осудени луѓе на по 15 години затвор и никому ништо. Паралелата е толку ужасна. Не знам да рековме не зборуваме за политика, но ова не е политика што го зборуваш. Ова е политизација на правосудството, но не е тема да него Ова са професорот да него систем инволвираме. во прашање. Систем феноменален австралијски Значи, и тие што ги судат луѓето од 27 април, за нив зборуваме, знаат дека нема сторено кривично дело тероризам или терористичко загрозување уставниот поредок, но сепак ги судат заради нечија наредба. Царска, Лиле Стефанова и така натаму, нема да влегуваме понатаму, но факт е дека доколку кај нас се применат научни методи, мислам че дека пола од луѓето што судат и што ставаат луѓе во затвор ќе загубат дело на способност, но ајде нека биде тоа е нешто друго, да. Пред рекламите, докторе, ме интересира приватно прашање ова веќе, чувството ваше. Значи учествувавте во еден случај кој што доби светска сензација, би рекол, отиде на сите насловни страни поради резултатот. Меѓутоа, чувството дека учествувавте во еден вид на револуција, која што докажува самата жена во случајов дури не е толку битна колку што е битен моментот, напорот на еден куп научници да успеат да докажат работи кои што претходно било невозможно да се направат. Се чувствувате само горд, само задоволен или човечкото го барам кај вас. Вака зборувате рамно, како за вас тоа е наука и вие си го правите тоа што треба. Меѓутоа Добро, знаете, мислам тоа е... Разбирате ли што ме прашува воопшто, да? Разбирам што ме прашувате. Видете, јас се трудам да ги држам емоциите во едно кутивче, професијата во друго кутивче и целиот овој процес беше за мене како човек голем тест на таа тема, бидејќи, знаете, мислам дека особено кога работите во едно поле кое што поминува низ револуција, емоциите и предубедувањата, систематските грешки во мислењето може многу лесно да ве наведат на погрешен пат, така што да кажам добар дел од тренингот да кажеме во овој вид на работа е точно тоа да може човек да ги раздвои, да кажам, сите овие работи. Меѓутоа да, се разбира, јас сум, да речем, научник, лекар, меѓутоа сум и човек и се прашував како ќе биде во емисијата, бидејќи често пати кога сум сам со себе и кога размислувам на оваа тема, се расплачувам, да кажем, бидејќи мислам, видете, не заради моето постигнување, туку заради тоа што, знаете, не би биле човек во колку не чувствувате нешто кога, знаете, имате пред себе случај на жена која што ги изгубила децата, го изгубила сопругот, го изгубила семејството, изгубила 20 години од животот во затвор. Мислам, не би биле човек во колку не би чувствувале нешто што... Така. Време на рекламите, да не се расплачеме сите овде сега, што станува со македонското семејство? Дали таму е расчистена ситуацијата, тоа семејство кое што дала некаква основа за сомнеш, во случајот со Катлин? Или не би требало да зборуваме на таа тема, ако мислите дека не треба да зборуваме, не се знае за кое семејство се разбира? Видете, мислам дека тоа семејство поставува некои прашања кои што се поврзани со нашето општество, во смисол на тоа што, знаете, кога се судирате со генетска болест во семејството, едно од прашањата со кое што работиме во
да речеме, генетско советување, клиничка генетика, е прашањето на воспоставување на репродуктивната сигурност, да кажам, на семејството, затоа што кога имате едно починато, второ починато дете, нели се прашувате што понатаму, и многу луѓе не се решаваат, да кажам, особено ако имаат едно детенце со некаков, да кажам, здравствен проблем. Така што дел од наоѓањето на дијагнозата, импактот, значењето или употребната вредност, ако сакате, што можеме на луѓето да им дадеме метод за да ја планираат својата репродукција понатаму. Ние на луѓето не им кажуваме што да прават, меѓутоа им ги даваме опциите. Од аспект на општеството се разбира дека општеството во оваа работа би требало да има малку поголем интерес, затоа што генетските болести и нивното лекување излегува многу скапа работа и нашево општество денес, например, еве, се судира со извонредниот предизвик на прашањето, например, на лекување на пациентите со цистична фиброза со лекот Трикафта, кој што кошта околу 360, беремо на лист на цена 360.000 евра годишно. Е, да речеме, пример за болест која што има конкретна цена закачена за себе. Тој е видливиот дел само на тој лек. Оние сите други работи кои што значат користење на здравствениот систем, да кажеме, и така натаму, се дополнително на тоа. И така е за секоја од овие ретки генетски болести, да речем, без разлика на тоа дали имате таков скап лек или не. Во ова семејство луѓето има желба да ја планираат репродукцијата на начин на кој што им одговара, да имаат здраво потомство, се подразбира, кое што подразбираше донесување на определени одлуки поврзани со бременоста, за кој што нашиот здравствен систем, или еве да кажем конкретно фондот за здравствена заштита, не беше сензитивен. Значи се работеше за инвестиција од околу 10 на 15.000 евра, кои што се бараа од фондот по конзилијарно мислење подпишано од тројца професори, дека за определени, да кажем, репродуктивни постапки кои што можеа да се спроведат во странство, со цел, да речем, да се потенцијално избегне оваа ситуација да се роди уште едно болно детенце за кое што трансплантацијата на коски на срцевина, кое што е единствената можност, да кажеме, би чинела околу 200.000 евра. Дури и на ризик 1 од 4, дали ќе се биде ово или оно исходот од генетската веројатност, е сепак 50.000 евра. Значи се бара околу 15.000 за нешто што потенцијално може да обезбеди повеќе од едно здраво дете. Повеќе од едно здраво дете. Фондот не беше, ова отиде и низ судски процес, и судот го врати предметот и надвор од некакви постапки, да кажеме, редовни. Фондот повторно тоа го одби и фактички да, е пример на тоа за мене, каде општеството остави, да речем, на цедило едно семејство, и пак да кажем во околности во кои што само ние во Австралија го диагностициравме тој случај, сигурно потрошивме 20.000 на диагностиката. Ме разбирате? И потоа не ја искористивме или не ја искористуваме диагнозата. Значи, тоа семејство за мене е едно од семејствата кое што ме врати во оваа земја, морам да кажам, бидејќи сватив колку е длабок проблемот, да кажам, на она нешто за кое што не знаеме дека всушност недостасува во нашата земја, нештата околу клиничката генетика, нештата околу она невидлива етика и општествени околности околу целата таа работа. Ќе го оставиме ово за вториот дел од емисијата, бидејќи имаме прашање и на таа тема, почитувани гледачи, разговараме со професорот по генетика Тодор Арсов. Се враќаме по рекламите. Назад во студиото на Заспи ако можеш, вечерва со Тодор Петров, Тодор Арсов, се извинувам, Тодор Петров, боже мили, професор по генетика. Ве предупредив на почетокот дека имаме практично трилер разговор за неверојатни работи. За човекот, македонецот, македонскиот научник што ја реши најголемата австралиска мистерија. Може да кажеме или во 20 така, да. Па не, видете, да, сум бил дел од
групата, тимот, ова е да. сепак групен напад. Но ние сакаме да го потенцираме тоа. Еве веднаш да ви кажам, сигурно на новие теми би имале многу прашања, нови измамивме оваа емисија, сепак ја снимаме да не може да прашате, да поставате прашања додека трае, но ние ќе продолжиме со прашањата. Професоре, може би влегле малку во потривијални води во случајов. Науката со која што вие занимавате во светски рамки веламе многу отиде напред. Во македонски рамки има некаков напредок сосема известно. Меѓутоа колку е во Македонија и па и во светот, колку во оваа приказна е вистина и реалност, а колку се заблуди? Може ли така да ви поставам прашање? Бидејќи, веднаш да докажам, имате луѓе кои што докажуваат, а тоа нема да им се допадне на некои од гледачите, дека не знам, се наследници на овој или оној цар, имате со помош на генетика, за тоа зборуваме, имате луѓе кои што веруваат дека тоа се стрикни докази во кои што нема мрдање и имате се разбира луѓе што се сомневаат. Каде е вистината? Денешка кажа дека секој 200 човек на планетата е наследник на Джингис Кан. Да. Таква теорија извадија мислам англиски научници заради неговото бројно семејство кое што се множило. Имал стотици деца, па потоа тие имале стотици деца и отишло до бескрај. Тоа всушност има определена, баш ако зборуваме за Джингис Кан, има определена научна основа, бидејќи знаете, не е занемарливо во популационата генетика кога една индивидуа всушност има таква диспропорција во бројот на потомци. Така што ова всушност е точно и мислам дека е сврзано со нешто што го знаеме известно време, бидејќи тоа е краткиот Y хромозом. Да кажеме една варијанта во нормална варијабилност во хромозомот Y, кој што го определува машкиот пол, која што е присутна можеби кај 20% од овие евроазиски народи, дека се на некој начин потомци на Джингис Кан. Меѓутоа, да, во тоа има известна наука и научна точност, затоа што е вистина дека воколку во една генерација една индивидуа стекне некаква репродуктивна предност во однос на останатите, дека низ генерациите тоа се мултиплицира и може да стане предоминантниот белег, да кажам, во популацијата. Бидејќи неговиот син имал, синовите имале стотици деца, па внуците имале по стотици, тоа одело до бескрај, сега имате колку беше 30 на милиони луѓе што се директно поврзани со Джингис Кан. Но не е темата за Джингис Кан. Велам дека многумина, можеби и заради Холивуд, можеби заради филмовите, ја доживуваат генетиката како една 100% точна наука, каде што работите се јасна, екзактна, каде што нема, тука е парче крв, тука е ова, и особено тоа е популаризирано, би рекол, малку од филмови, малку од приказни, дека вие докажувате работи кои што се неверојатни. Во форензиката, очигледно дава резултат. Не е ЦСИ, Мијами пред емисијата зборувавме, не е ЦСИ, Мијами само филм. Има тука вистина, меѓутоа за многу работи не е баш така. Сега видете, мислам дека да, ова е многу важно прашање што го поставувате, бидејќи мислам дека општата јавност е збуната во целата овој наплив, да кажам, на информации од кои што се, да речем, некакви комерцијални продукти од геномната револуција низ која што живееме. Јас на оваа тема размислувам на следниот начин. Мислам дека има генетика која што е клинички апликабилна, да кажеме генетски тестови што се сврзани со некаква здравствена состојба во здравствениот систем. И генетика која што ја нарекуваме, да речем, рекреативна генетика или нештото популарна генетика. Популарна, еве да речеме популарна генетика или да кажеме во светската литература, ако пребарува човек по интернет пребарувачите, например, директна до потрошувачот, direct to consumer, DTC, да кажеме, генетски тестови или генетика. Во првиот случај, значи полето во кое што работам јас, да кажеме, генетски тестови или примена на знаењето на генетиката во медицинска практика, работите се релативно сигурни. Релативно, затоа што, еве како што зборувавме пред малку, живееме низ револуцијата, има 6 милиарди букви, што значи точно се, не сме сигурни и доаѓаме во клиничка практика по некој пат и не толку ретко во ситуации каде што не сме сигурни. Меѓутоа, тестирањето е спроведено во клинички контекст,
пациентите се советувани во клинички контекст, ако се советувани како што треба, ги знаат потенцијалните исходи од тестот и така натаму. Во оваа арена, да кажеме, воколку постои нешто во семејството што е диагностицирано, се разбира дека ние можеме во семејството да проследиме и човек или ќе има или ќе нема нешто наследено. Значи, тука работите се релативно сигурни. Во форензичките апликации, да кажеме, на генетските технологии, се разбира дека и тука работите се релативно сигурни, така? Значи, ако имате да крвна дамка, таа или припаѓа на овој човек, или припаѓа на овој човек. И тука работите се релативно екзактни. Меѓутоа, во овој другиот домен, да кажеме, работите се малку по-флуидни, да кажем, бидејќи излегуваат надвор од некаква конкретна регулатива клиничка, да кажеме, и така натаму, и поставуваат прашања кои што излегуваат од ова нешто што јас го нарекувам екзактна, да кажам, генетика, бидејќи, знаете се, базираат на определени предпоставки. Например, ако ние во нашиот геном, како што се разликуваме за овие 5-6 милиони букви секој еден помеѓу нас, се разликуваме и за други работи, некои маркери, да кажеме, како некои знаци, за кои што можеби јас имам еден сет од такви некакви десетици, стотици, илјадници знаци, вие имате Драган други и Горан трети. Ама тие луѓе во Јапонија, например, јапонците имаат сосема поинакви. Тие ги викаме некакви, да речам, маркери или знаци во геномот кои што се информативни за потеклото. Сега, тоа не е апсолутна работа, меѓутоа факт е дека ако избереме еден човек од популацијата кој што не знаеме од каде потекнува, или ако имаме некоја крвна дамка во некој судски процес, ако ги испитаме тие некои знаци, ние можеме да кажеме дека поверојатно тој човек е од Јапонија отколку од Европа, да кажеме, и така нешто. Меѓутоа, овие работи Но таа веројатност колкава е? Знаете зашто ве прашувам? Вие имате изглед, да не сватите погрешно, на човек од Западна Европа, од Северна Европа. Имате плави очи, имате, не знам, релативно сте светло. Јас имам близко до јужните до Чингискан. изгледи. До јужните изгледи, гора некаде на средина е. И сега меѓутоа тоа е нели чиста, ние го доживуваме како без никаков посебен доказ. Што значи тоа? Ние сите дека се доживуваме дека сме припадници на иста заедница. Може ли со голема веројатност врз база на ДНК, врз база на генетика, се докаже дека вие имате од пред 1000 години шведски корени, а јас имам, не знам, од Джингис Хан се смеем, или Горан има од Филип II Македонски. Од Филип II Македонски, да. Тоа е возможно или само е во некакви облици на... Па видите, мислам дека може да зборуваме за веројатности. Ме разбирате, мислам дека не може ние можеме екзактно на тој начин да знаеме кои се родители, степен Добро, на родители, сродство, внуци и така натаму, Меѓутоа, но тоа не е знаете, многу. нешто што било Пред 1000 години, пред 2000. подалеку. Бидејќи нели има една швајцарска компанија, швајцарска клиника, која што многу е популаризирана, која што тврди дека, не знам, го има изнајдено хапло, како се вика тоа, на македонците, и дека ние сме, не знам, 65% тоа, 12% тоа, 15% тоа. Многу делува тоа убедливо вака. Видете, Претпоставам сите држави имаат вие и таква нешто. самиот го кажувате 65% ова, 12% она. Знаете, генетиката на човекот почнува од кога почнува човекот на планетава, еве да не пред кажам милиони некоја години, бројка. Овие работи околу нациите, околу државите и така натаму се релативно скорошен феномен, да Така е. кажам, во нашето постоење на планетава. Така што мене сите тие работи ми се малку нејасни, морам да кажам. Мислам, вистина е дека постои формална наука позади варијабилноста во нашиот геном, особено Y хромозомот и митохондријалната ДНК. Едниот овозможува следење, да кажеме, на женска наследна линија, митохондријалниот геном, бидејќи го наследуваме и мажите и жените само од мајка, и тоа е релативно стабилно наназад низ генерациите. Y хромозомот мажите го наследуваме само од таткото и можеме татковата линија наназад да ја следиме. Да. И врз база на тоа се оформени известни така наречени групи и има определени теории, да речеме, која била исходната група во Африка,
Па како тргнале луѓето да се раселуваат низ планетава, по пат се случувале определени генетски промени во тие групи, кои што сега одеднаш знаете, од едно стебло на дрвото вака се раздвоиле 2 гранки, по 2 гранки се раздвоиле 4, по 4 И по тоа врска имате луѓе со црвена коса? Ете така некако, меѓутоа не се сите луѓе со црвена коса ирци. Токму така. И тука се тие, да речем, некои замки кај што ние не можеме да бидеме децидни, дека сега, знаете, овие нови технологии овозможуваат подетален увид во геномот и да речеме постојат определени компании кои што имаат огромен број на примероци на ДНК, кои што може некој човек заради определени специфични ултра ретки такви знаци во геномот да каже дека некој од тоа село во Кина, бидејќи случајно имаат уште 10 луѓе од тоа село во Кина што испратиле примероци плунка и се тестирале за тоа од кајса, и сега, бидејќи ги го имаат тој специфичен маркер кај тие 10 луѓе и само кај тие 10 од 10 милиони примероци што ги имаат, може да каже дека тој човек е многу веројатно од тоа село. Но повторно е многу веројатно. Неодамно имаше еден случај во кој што човек на мене ми тврдеше од селото во крајот од каде што Горан со гордост доаѓа, ми тврдеше Од дека... Дебарско. Да, од Дебарско. Од долината на неката радика, Да. да се знае. Еден човек ми тврдеше дека во неговото село со стотици и стотици години сигурно сите припаѓаат на иста лоза затоа што никогаш не се оцелувале. Веројатно се меѓу себе само се множале, како да го употребам зборот, се репродуцирале и сигурен е во лозата, не знам, 1000 години наназад. Меѓутоа тоа може да се докаже екзактно со... Може, мислам, не знам што би било употребната вредност, затоа што види ако го... Па на многумина им значи, знаете, многумина тоа им значи. Ете. Не можеме 1000 години наназад. Сакаат благородничката крв да докажат, можеби. Добро, видете, да, ако имаме ние некој битен предок на оваа територија, за од кој што имаме ДНК и ги направиме тие испитувања кај тој предок, можеме да видиме кој од луѓево колку е сличен, да кажем, на некој начин На некој со тој начин. Но тоа не е возможно, бидејќи тие луѓе ги нема илјадници години. Знаете, вистинското прашање, да кажеме, во овој дел, јас што велам што спаѓа во делот на оваа поформална, да кажем, апликација на генетските технологии во дали во клиничка пракса или во форензика, еве примерот е со форензика, е нешто друго. Знаете, многу од овие работи што ги се исповрзани и стануваат сложени, например оваа рекреативна генетика кај што праќаме плунка по интернет да ни кажат дека сме најверојатно од Јужна Европа, нешто што би можеле да ни го кажат, нели, родителите, ако нема го знаеме и без ДНК тестот, меѓутоа овие приватни компании сега имаат големи бази на податоци поврзани со карактеристиките на геномот на милиони луѓе. Тие се земени на доброволна основа, значи јас сум направил, да речеме, профил во некој од тие интернет компании, еве да не ги спомнувам, меѓутоа нели во тој профил сега испраќам со тој профил поврзан примерок ДНК, тие го генотипизираат детално. FBI пред некоја година се досети да позира со примерок ДНК од неидентификуван серијски убиец, познат како Golden Gate Killer, убиецот од Златната држава, кој што има голем број на убиства, силувања, грабежи низ Америка во 80-тите години. Го праќа примерокот како профил, да кажеме, на нивната веб страница во нивната компанија и тие даваат можност пронајди ги моите роднини, бидејќи според степенот на тоа колку е твојата ДНК слична со ДНК на некој во базата, може да се предпостави дали некој е прв братучет, втор братучет или роднина од прв степен, да кажеме брат, сестра, мајка, татко, така луѓето си имаат најдено полубраќа, полусестри, например, нели ако се зачнати со инвитро технологии, со донор на сперма или јајце, или се разделили од тих причини, да. Ете така. И овие го тоа кажуваат да најди ги роднините и фактички овој примерок од неидентификуван серијски убиец го
поврзуваат со една мала група луѓе во датабазата кои што му се некаде во семејството, Меѓународни, први, да. втори братучеди, и на овој начин е идентификуван уствари всушност серискиот убиец на Златната држава, што отвори сега многу големи етички прашања и да. проблеми околу приватноста на генетската информација. Вие сте бидејќи оставиле нешто сигурно овие дека не ќе се го заштитат, дадени со цел да јас сутра потенцијално и самиот бидам идентификуван како криминалец, некој има и заштити во уставите на тие држави каде што човек не може сам да се инкриминира, и ова отиде до високите судови во Америка, каде што тие всушност наложија на приватните компании да ги дадат податоците заради поголемото општествено добро. Поголема цел, да. Сега кој ја определува таа поголемата цел точно? Која и во овие околности, знаете, излегува дека секој човек практично денес од европско потекло е со голема веројатност потенцијално може да биде идентификуван во овие ДНК бази на податоци, што не води во оној свет на Адолф Хакли, знаете, дека Во убавиот нов свет, така беше. Ето така. За жал, емисијава ќе мора да заврши, но морам да ве прашам на крајот. Се завршиле, сте магистрирале во Скопје на медицинскиот факултет, рековме, објавуван од Оксфорд Прес, Да. Стенфорд, Добро, да. постдокторски Да, студии, врвна австралиска, Сидни или Камбера, сега И во Сидни и во Камбера. и во Камбера, значи докторат, научник од светски маштаб. И да не ме разберат погрешно професорите од Штитскиот универзитет, кој почитувам многу и многу голем раст има и на последните листи, нели се приближуваат до Скопскиот. Но што барате тука? Тоа е ката. Не, зошто тука? Тоа е второто прашање всушност. Зошто може да работите било каде во светот? Тоа сигурно го знам, зборам во вашава професија. И зошто не сте на Скопскиот факултет, на Скопскиот медицински факултет? Не мора да одговорите, се разбира, на ниедно прашање, нејасно ми се работите. За Македонија јасно ми е, си ја сакате државата, сакате тука да помогнете и помагате, Тоа е дефинитивно. одговорот. На тоа прашање одговорот е тоа. На ова друго прашање што го поставувате е многу сложено, како што имате и самиот увид во начинот на кој што го поставувате прашањето, ами јас ќе ви го одговорам преку еден од славните експерименти направен во бихевиоралната психологија, зошто се однесуваме на начинот на кој што се однесуваме. Експериментот е со 5 мајмуни, каде што експериментаторот има 5 мајмуни во една соба и на врвот на има скала во средината, на врвот на скалата има корпа со банани. Мајмуните нели добиваат доручек, ручек, вечера, ама од време на време огладнуваат и сакаат да се качат за овој дополнителен оброк, да кажеме, бананата. И штом некој ќе тргне да се качува по скалата, експериментаторот пушта ладна вода и ги тушира. И ова е непријатен стрес за нив. Тие по известно време научуваат дека едното е поврзано со другото. Штом некој тргне да се качува по скалата, овие другите го симнуваат и го тепаат. И престануваат да се однесуваат. Значи, стојат бананите, тие може би и гладни, никој не оди да ги земе, бидејќи тоа е воспоставената општествена норма во таа група. Тука не завршува експериментот, е прилично поинтелигентен. Експериментаторот во наредните 5 недели, секој понеделник, заменува по еден од оригиналните мајмуни, со оригиналниот греф, да кажам, што го имаат направено и што ја имаат доживеано казната, го заменуваат со нов девствен, да кажем, мајмун, кој што сега доаѓа од еднаш во оваа средина. И него осетил стресот, него почувствува. Меѓутоа го гледа однесување и сега тргнува по бананите, ќе го симнат, ќе го или друг ако тргне го тепат. Втората недела втор, третата недела и по 5 недели сите 5 мајмуни се заменети. Значи веќе во групата нема од Тие што биле туширани, така. Не, туку само меѓутоа така се некој тргне, другите го фаќаат, го тепаат. Не знаат зошто, да, тоа е прашањето. И кога ќе ги сега овој заклучокот, да кажем, во експериментот е, нели, воспоставената општествена норма, невидливите сили кои што го движат моторот на општеството. Или го блокира. Епа сега, или нанапред, или наназад. Зборувавме и за ова малце пред емисијата. Значи, кога некој би ги прашал, добра, зошто го тепате овој? Тие би се завртеле и најверојатно би одговориле за тоа што овде така се прават работите.
Овде каде Професоре, Одговорот на прашањето е, се судрив, мислам, поголем број пати од колку што можев да толерирам, со тоа овде вака се прават работите. И помислив дека може би некаде на друго место се прават поинаку. Сакам да верувам дека се прават, ќе видиме што ќе покаже времето. и благодарам за разговорот. Имаме други прашања за мерит системот. Вие сте човек што би посакал да го има секоја научна институција во вашата област, да, не бидете скромни, и во Европа, и во Америка, и во Австралија, но сега предавате, мислам дека треба да бидат среќни студентите и колегите ваши во Штип. За сега нека биде толку. Ке во нека друга прилика и за други теми, знам дека имате став и многу интересни мислења за други општествени теми појави, но нека остане за сега на ова што го направиме Професоре, вечер. морам да кажам, јас имам десетици прашања што во моментов ми паѓаат на памет, неподготвени, меѓутоа времето не истече, јас искрено се надевам дека ќе имаме повторно прилика да ни дојдете како гости. Благодарам за поканата. Уште еднаш се надевам дека бевме интересни за гледачите вечерва. Јас сум 100% За нас сигурен. дефинитивно беше многу интересно. Почитувани, тоа беше се за вечера, се надам дека уживавте во ова што го гледавте. Ретка можност за македонски прилики. Утре во 15 часот телеписото издание на оваа емисија, а јас ви посакувам пријатна ноќ.